Поради влошена здравствена состојба на обвинетиот Илија Спасески се одложи денешната главна расправа од судскиот процес за случајот Пендиков. Во лекарскиот извештај издаден од субспецијалист кардиолог стои дека обвинетиот требал да мирува 15 дена затоа што имал тромбофлебитис, односно воспаление на вените од нозете. Со оглед на ваквата диагноза, доведувајќи ја, како што рече, во прашање компетенцијата на нашите медицински установи, адвокатот на обвинетиот Димитрија Цобовски побара од судот да му се врати патната исправа за да можел да се лекува во странство, зашто дополнително ќе одлучува кривичниот совет. Инаку во судот се појави сам Христијан Пендиков, кој малку на македонски, малку на бугарски, уште еднаш кажа дека добувал закани, ама од полицијата не побарал заштита, иако има таква законска можност. Добивам на месенџер, на Инстаграм, социјални мрежи, закани на коментари, си читаме закани кај што сака да не убијат, така да не се чувствувам окей. А добро, пријавено? Да, пријавено е во полиција и пред месеци и сега предбрзо е пријавено. Пред неколку дена Пендиков бил повикан во полиција на распознавање на вториот напаѓач, но тој не се појавил. Што се однесува на единствениот обвинет Илија Спасески, адвокатот на Пендиков не дозволи да одговори дали меѓусебно се познавале од претходно. Не, јас не можам да ви дозволам затоа што таквите факти се факти кои што треба да се утврдат во една законски уредена судска постапка. Дали се знае или не се знае на таа околност, Пендиков има даден одговор во обвинителството и ќе даде одговор пред судот во постапката кога ќе биде сослушуван во својство на оштетен. Иако на следното рочиште закажано за 21 септември, Пендиков треба да биде сослушан во својство на оштетен, неизвестно е дали ќе се појави. Оти од 15 септември му почнувале студиите и сакал да ги следи предавањата.